Пред 2 дена 65-годишен скопјанец околу 11 часот бил нападнат и каснат од куче скитник на булеварот Трета Македонска бригада. Вакви пријави речиси секојдневно има во полициските билтени. Дали конечно ќе се реши проблемот со уличните кучиња? Новото раководство на град Скопје најавуваше нова стратегија: залови, третирај, стерилизирај и врати на местото од каде што е уловено, како и проширување и реновирање на единствениот стационар во Скопје Вардариште, кој во моментов има капацитет од 60 кафези. Плановите за подобрување на условите во стационарот Вардариште беа договорени меѓу градот Скопје, стационарот и невладините организации уште при крајот на минатата година, како заеднички документ на Мешовитата комисија, формирана по предлог на градоначалникот. Извештајот на работната група која ја следеше состојбата во стационарот Вардариште покажа дека условите за згрижување и третман на кучињата се несоодветни. Реновирање на стационарот Вардариште, спречување на појавата на неодговорно сопствеништво и неконтролирано размножување на кучињата во домашни услови и чипирање на домашните кучиња се дел од решенијата за да се надмине проблемот со кучињата чиј број е се поголем на улиците и да се спречи напаѓањето на случајни минувачи. Градоначалникот Шилегов во еден наврат кажа дека направена е заедничка стратегија со Сдруженијата и Агенцијата за храна и ветеринарство, која била усвоена на Советот, според која требало да се прошири и реновира стационарот, но се појавил проблем, односно сегашниот стационар бил во уградба. Затоа во процедура издавањето решение за легализација на истиот, за да може да се продолжи со развојниот дел од проектот. Од градот информираа дека во меѓувреме тековно продолжуваат активностите за заловување и хуман третман на бездомните кучиња и истите се спроведуваат заедно со партнерите и во рамки на предвидената програма и средствата кои ги предвида град Скопје во буџетот за 2018 година во висина од 7 милиони денари. Исто така со градоначалниците од другите скопски општини, Аеродром Киселавода, Карпош, Ѓорче Петров и Центар, во преговори се за наоѓање нови локации за изградба на стационари за уличните кучиња. Во градот секојдневно се појавуваат и нови улични кучиња кои се продуцираат од луѓето. Односно, малите кутренца од домашните кучиња се оставаат на улица. За таа цел завршена е јавната набавка за 300.000 чипови за домашни миленици, чија цел е да се направи регистар на домашни миленици и при тоа да не може кучињата да завршуваат на улица кои стануваат агресивни и ги напаѓаат луѓето. Од град Скопје за Прва Скопска информираат дека бројот на судски постапки кои солидарно се водат против градот Скопје и јавното предпријатие се движат од 60 до 80 тужби, од кои поголем дел се поднесуваат во есенските и зимските месеци. Глобата која солидарно се досудува во корист на оштетените граѓани изнесува од 60.000 до 180.000 денари, во зависност од нанесената штета и последици по здравјето на оштетените. Град Скопје се стреми со постојните партнери да го реши прашањето на сместувањето и третманот на уличните животни и доколку се вклучи и некоја од скопските општини во било која смисла, тоа ќе биде добро и за благосостојбата на животните, но и за безбедноста и здравјето на граѓаните. Информираат од град Скопје за Прва Скопска.